Здраво. Од нашата книга Приказни за добра ноќ за бунтовни девојчиња ќе ви прочитам за Коко Шанел. Си беше еднаш едно девојче кое живееше во манастир во централна Франција, обкружено со калуѓерки облечени во црно-бело. Се викаше Габриел Шанел. Во манастирот девојчињата учеа да шијат, но немаа многу бои на располагање. Ги користеа истите материјали што ги носеа калуѓерките, па сите нивни кукли беа облечени во црно и бело. Кога порасна, Габриел работеше како шивачка преку ден и пеачка навечер. Војниците за кои пееше во барот ја викаа Коко, прекар кој ќе ја остане до крајот на животот. Коко сонуваше да има свој бутик во Париз. Еден ден, еден незин богат пријател и позајми доволно пари за да може да си го исполни сонот. Парчињата облека на Коко изгледаа фантастично, дури и кога материјалот беше обичен. Од каде ти е ова? Ја прашуваа модерните парижанки. Самата го направив, им одговараше. Дојдете во мојот бутик и ќе ви направам и вам. Бизнисот брзо и напредуваше и за многу кусо време Коко ги врати сите пари што ги имаше позајмено од пријателот. Нејзин најуспешен дизајн е класичниот мал црн фустан. Таа ја трансформираше бојата што секогаш беше поврзувана со погреби во нешто совршено за гламурозно вечерно излегување. Обликот на голем број од парчињата облека што ги носиме и ден денес е главно инспириран од Коко Шанел, модната дизајнерка која на почетокот почна со шиење облеки за кукли од остатоците од здолништата на калуѓерките.